Поплавени куќи, дворови и помошни деловни објекти на повеќе локации низ градот. Надојдената вода од поројниот дожд успеа да ги поплави коловозите, но и крстосниците во центарот на Битола, каде на неколку места се создадоа дури езера. Ова накратко е епилогот од едночасовниот порен дожд кој го зафати градот. Најкритично беше во центарот, каде дел од раскрстниците се претворија во езера во кои беше опасно да се влегува и со автомобил. Надојдената вода, заедно со наносите од кал, поплавија дел од домовите на битолчани, а од невремето беа оштетени и десетици возила. Од регионалниот центар за управување со кризи информираат дека по невремето се регистрирани повеќе пријави за поплавени куќи, дворови и помошни простории на различни локации во градот. Според податоците на управата за хидрометеоролошки работи, за краток временски период во Битола наврнале 28 литри дожд на квадратен метар. Невремето траело од 20 часот и 40 минути до 21 часот и 40 минути, а преку бројот за етни повици биле примени повеќе пријави за поплави. Градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, уверува дека последиците од вчерашното невреме веќе се санирани. Во моментот ситуацијата е потполно мирна и стабилизирана. Точно и кажавте вие, покрај обилниот дожд синоќа, обилното невреме кое во многу краток период од нецел сат ја зафати Битола, на двете мерни места и на Дулије кај млекарата и на браната Стрежево измерени се на едното место 28 литри на квадратен метар, што е или на метар кубен, огромна количина на дожд на мал простор. Дојде до изливање на дел од фактички улиците во градот. Штета се уште никој нема нешто посебно пријавено, меѓутоа велам имаше и заглавени возила. Општинските служби најавуваат дека ќе продолжат со активностите за целосно санирање на последиците.